Вторник, 1 април, кратки вести во 12 часот. И покрај зачестените реакции во јавноста продолжува изградбата на хотелот кај Горица. Од фотографии на Охрид прес се гледа дека градбата веќе е во напредна фаза и со механизација засилено течат работите што се одлагаа повеќе од деценија и продолжија минатата пролет. Објектот веќе се гледа и од главниот пат, а според изведбата и текот на работите најверојатно ќе се продолжи и во висина. Реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО која престојуваше во Охрид минатиот март побарала информации и постоечката проектна документација, вклучително извршената проценка на влијанието да бидат доставени до нив за анализа, потенцираат од Охрид СОС. Доколку проектот остане на првичните најави за габаритот, истиот треба да располага со 50 соби и околу 120 легла, а целокупната инвестиција беше проектирана на околу 12 милиони евра. Туристички Охрид и во овој период останува атрактивен за посета од бројни гости од целиот свет и уживање во неговите убавини. Периодов најмногу ги има туристите од Германија, но ги има и од Турција, Франција и Јужна Кореја. Тие уживаат на Кеј Македонија во стариот дел на градот и од водичите ја слушаат приказната за древниот Охрид. Судејќи по ова, не очекува плодна туристичка сезона. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, во јануари Македонија ја посетиле 31.502 странски туристи, меѓу нив најбројни турците и србите. Депонијата Буково интензивно чади изминативе 2 недели. Отпадот е запален на неколку локации, информираат од иницијативата Збогум Буково, откаде прашуваат дали дневно се покрива со земјен материјал како што налагаат законските прописи или станува збор за нешто друго. Бараат од надлежните итно да ги минимизираат запалените жаришта на Буково за да се спречи отровите да ги дишат граѓаните на Охрид и ресенските населби. Од друга страна апелираат до граѓаните да го селектираат отпадот пластика, хартија, стакло, како и стариот мебел, за да се минимизираат канцерогените емисии од овие материјали. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.